А во студиото разговарам со мојот гостин Атанас Угрински, хидролог во Управата за хидрометеоролошки работи. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден и благодарам на поканата. Токму денеска на Меѓународниот ден на реките ќе зборуваме за реките, би рекла, како наш природен идентитет. И моето прво прашање ќе биде каква е генералната состојба на реките во Македонија во моментов? Така, во минатите неколку месеци имаше доста големи и обилни количини на врнежи, така што имаме добра, можеме да кажеме дека имаме добра хидролошка состојба во моментот. Иако во изминатите 2-3 недели превладува повторно едно сушно време, без врнежи од дожд, сепак и понатаму продолжува добрата хидролошка состојба, има доволно количина на води во реките, подземните води се уште на високо ниво, пештачките акумулации се наполнети и она што е можеби најзначено, овие врнежи допринесоа за подобрување на состојбата со природните езера во земјата. Тука пред се мислам на Преспанското езеро, чишто водостои се зголеми за 90 сантиметри во последниве неколку месеци. Исто така до Иранското го зголеми водостојот за околу 50 сантиметри, а нивото на Охридското езеро е само на 6 сантиметри под максимално дозволениот максимум. Така што има се уште и снег на највисоките планини и доколку во наредните пролетни месеци продолжи врнежлив период, очекува многу подобрена хидролошка состојба во летните месеци кога водата ќе биде најпотребна. Дали Македонија може да се смета за земја богата со водни ресурси и реки? Барем ние како македонци имаме на такво мислење сме, имаме такво чувство, значи со какви водни ресурси располага земјава и дали можеме да кажеме дека сме земја богата со реки? Македонија располага со водни ресурси и со природен воден потенцијал, кој што е застапен преку површинските води, преку реките и изворите, но исто така има и значителни резерви на подземна вода, исто така, како што знаеме, има и 3 природни езера и повеќе глацијални езера низ земјата. Што се однесува до самите реки, најголемата река нели е Вардар, која има повеќе годишен просечен протек од 140 метри кубни во секунда и далеко одскокнува од сите останати реки низ земја, кои што имаат далеку помали количини на вода од неа. Вардар е единствената река со над 50 метри кубни во секунда во нашата држава. Од 10 до 50 метри кубни во секунда има само неколку реки, како Радика, Црн Дрим, Црна, Треска, Брегалница и Пчиња, додека најголемиот број на реките имаат протек кој што се движи во границите од 1 до 10 метри кубни во секунда. А исто така имаме и огромен број на реки кои што имаат и под 1 метар кубен во секунда. Така што овие бројки не се некои кузне какви огромни количини на вода. Еве за споредба во регионот имаме далеку поголеми реки како Дунав, Тиса, Драва, Сава и останатите кои што имаат стотици, па илјадници метри кубни вода во секунда, но исто така имаме и земји во светот кои што пак ги немаме, ниту нашите количини на вода ги немаат. Она што сметам дека наша... споменавте некои од реките кои што ги имаме во земјава, но јас сакам да ве прашам кои се најзначајни реки во Македонија во смисол која е нивната улога во природниот и еколошкиот систем на државата? Така, значи имаме повеќе реки кои што се чисти и природни убави реки, а пак добар дел од реките се искористени нивниот хидропотенцијал е искористен за најразличните потреби за производство на електрична енергија, за наводнување, за одводнување, за заштита од поплави и така натаму. И тоа е направено преку големите водостопански системи кои што во најчестиот случај се повеќе наменски. Така што добар дел од хидропотенцијалот можам да кажам дека е искористен. Тука ќе ги споменам Шпиле и Глобочица, кои што се хидросистеми на реката Радика и Црн Дрим. Потоа би ги споменал трите каскадни брани и акумулации на реката Треска, Козјак, Света Петка и Матка.
потоа Тиквешкото езеро на река Црна, Мавровскиот систем, од чишто дел е хидроелектраната Вруто, која што е најголемата наша според производство на електрична енергија, така што добар дел од потенцијалот е искористен, меѓутоа се уште има и останат кои што не е доволно искористен. Еве проектот Чебрени галиште на река Црна, проектот Вардарска долина кој предвидува 12 брани на потечението на реката Вардар и така натаму, но она што сакам тука да го додадам е дека освен искористувањето на ваквиот хидропотенцијал на реките, треба да се води сметка и за еколошките принципи и за заштитата на животната Токму тоа ми беше средина. следното прашање, бидејќи кога веќе говорите колку се користат капацитетите на реките во земјава за водоснабдување, наводнување и производство на електрична енергија и искористениот хидропотенцијал, дали пак тоа ги загрозува како потенцијал и има ли опасност од пресушување на некои од реките? Имаше и реакции во претходното линковско јавување. Секако дека ваквите големи водостопански системи, и не само големите, и помалите, имаат влијание врз реките, така што секогаш треба да се води грижа и за еколошките принципи и тука би го напоменал секаде каде што има зафати, дали поголеми или помали на реките, треба да се води сметка за заставање на еколошкиот протек во реката. Еколошкиот протек е на минимална количина на вода, која што има доволна за нормален раст и развој и екзистенција на живиот свет во водата. Според нашиот закон за води има една пресметка според кој што таа се пресметува, а меѓутоа новите практики Но колку се почитува таа пресметка? Укажува дека треба и нова методологија да се воведе за пресметување на ваквиот еколошки протек. Тоа е исто интересно прашање, колку се почитува ваквата одредба и колку се запазува тој еколошки протек во реките. Тука би сакал да ги споменам дел од малите хидроелектрични централи, кај кои што некои поголеми делници се навистина уништени, се комплетно девастирани и не само некои делници, на некои дел од реките и цели потези од реката, цел речен тек е загрозен, не само речниот тек, туку неговата околина. Така што сметам дека треба многу поголем... Ете, тука е она кога говориме за одговорноста при искористување на речниот потенцијал и на институциите и на граѓаните. Да, значи мора да се почитуваат законските регулативи и тука мора да напоменам дека е нужна потребата од уфрлување на мониторинг на сите овие води, мониторинг пред зафаќањето на водите, мониторинг после зафаќањето на водите, како и на самото испуштање на водите, како точно би се увидел кој е тој еколошки протек, би се мониторирал и би се знаело дека се испушта доволна количина на водите, како би се запазеле и екосистемите кои што се во границите на самите речни сливови. Така. Овде мораме да ги споменеме и климатските промени кои што со годините си го земаат својот данок и секако ја чувствуваме промената која што директно влијае и врз природата и врз животот. Колку климатските промени влијаат врз полноводноста на реките, протокот на реките? Климатските промени секако дека влијаат врз протекот во реките. Имаме се почести варијации во протечните количини. Еве, последниве неколку години беа навистина сушни, што се одрази врз природните езера низ земјата, се одрази и врз делот изворите. Еве, изворот Рашчи имаше некои проблеми во изминатото лето да го обслужи целиот град Скопје со вода, кој што е половината од територијата и населението на Република Македонија. Така што климатските промени се евидентни. Еве, можам да кажам дека и во текот на тие неколку сушни години сепак имаше порани интензивни врнежи од дожд кои што предизвика пак порани излевања на реките. Така што и во сушни периоди може да се случат вакви порани поплави кои што се навистина специфични, еден карактеристичен вид на поплави и мислам дека ваквата тенденција треба да ја чекуваме и во иднина. Да имаме и сушни периоди подолго трени, меѓутоа и во измеѓу нив да имаме и вакви порани врнежи и порани
поплави предизвикувани на реките. Ги споменавте и сушните периоди и поплавите, значи имаме периоди во годината кога навистина ни недостасува дожд и ни недостасува вода во реките. Па можеме ли да кажеме кои региони во земјава се најранливи кога станува збор за намалување на водостојот на реките? Па вака, западните делови од земјата се побогати со вода, далеку побогати со вода во однос на источните, каде што пак имаме термални извори на вода кои што може да се користат за затоплување, за производство на електрична енергија, за индустријата и така натаму. Во западните делови исто така имаме големи водостопански системи кои што се значени за нашите потреби, за производство на електрична енергија, за наводнување, за водоснабдување и така натаму, така што намалените количини на вода во овие западни делови може да предизвикаат застој во работата на овие големи водостопански системи. Но од друга страна пак во источните делови имаме големи земјоделски површини кои што бараат соодветно наводнување, така што намалени количини на вода би влијаеле како и во западните делови, така и во источни делови на земјата. Меѓутоа според мене мислам дека реките од западните делови имаат поголема, да кажам, кондиција да издржат подолготрajни сушни периоди, таму се поголемите планини, поголемите врнежи од дожд, снегот обстојува до пролетните и летните месеци, а за разлика од источните каде што ги немаме тие количини на врнежи, го немаме тој снег на планините и можам да кажам дека се поранливи во однос на сушите. Така, како резултат на климатските промени, секако се забележува и тренд на се почести сушни периоди во однос на минатото. Меѓутоа, ајде малку да проговориме и за ризиците од излевањето на реките. Кои реки и сливни подрачја се најризични кога станува збор за поплави? Така, значи, како што кажавме, западниот дел е побогат со вода, таму има повеќе вода. Меѓутоа, ризикот од поплави можам да кажам дека е поизразен во источни делови од земјата, затоа што таму има покритична инфраструктура, повеќе куќи, дворови, патишта, блиску до речните корита, има поголем број на канали за наводнување и одводнување поради карактерот на земјиштето во тие делови. Така што сметам дека последниот пример со реката Треска во западниот дел, значи имавме излевање на реката од речното корито која што траеше цела недела, меѓутоа таму беа поплавени претежно површини под треви и слаби земјоделски површини, немаше куќи, дворови, немаше засегнато население, така што ризикот и покрај излевањето на реката не беше толку голем. А за разлика од тоа во источниот дел на земјата, река Струмица и при помали количини на вода доведоа до поголеми штети на обработливите земјоделски површини во струмичкиот регион. Така што можам повторно да кажам дека источниот дел е поранлив и поризичен во смисол на појава на поплави. И сега кога говориме за грижа за реките, мораме да истакнеме дека загадувањето и човечкиот фактор влијаат врз состојбата на реките. Можеме ли да кажеме што треба да се направи за подобра заштита и оддржливо управување со речните екосистеми? Морам да истакнам дека тука многу е важна еколошката свест и одговорноста на граѓаните, но и на надлежните институции. Така, речи, најпрво треба се почитуваат законските прописи, законската легислатива, тоа е првото нешто што треба се направи и секако во втор план тоа е она грижа на самите граѓани, менување на самите нивни навики. Тоа би можело да се направи преку разни видови на, трибини, едукации, тренинзи и така натаму да се подигне таа наша свест, да не фрламе ѓубре и отпад во реките и шут, со што не само што ја наградуваме самата природа, туку и загадуваме водите, а и тоа представува и директна опасност од појава на поплави и при непоголеми и при помали количини на вода во нив.
Вие како Управа за хидрометеоролошки работи ја следите, нели, состојбата, со прогнозата и временските прилики, секако извршувате одредени мерења и давате соодветни информации таму каде што треба и до институциите и до граѓаните. Што покажуваат податоците од мерењата? Дали во иднина не очекуваат повеќе екстреми, суши и поплави? Сведоци сме веќе на појава на екстреми во последните години. Да, токму така. Сметам дека тоа не очекува во иднина. Се повеќе испреплетување на сушни периоди и влажни периоди. Споменавме дека и на сред сушни години може да се појават овие порани врнежи и порани излевања на реките. И мислам дека таквиот тип на поплави е она што треба да го очекуваме во наредниот период. И се испоставува дека таквиот вид на поплави може да бидат дури поразорни, со поголеми материјални штети, со поголеми жртви и од самите големи речни поплави, така што дефинитивно како резултати на климатските промени во иднина очекуваат поголем број на суши, но и поголем број на вакви порани излевања и порани поплави на реките. Токму со денешната тема во емисијата на Меѓународниот ден на реките го даваме нели нашиот апел за значењето на реките и поголема грижа за нив, па затоа која ќе биде вашата порака за крај на разговорот до граѓаните, односно до јавноста за значењето на реките и нивното зачувување? Да, јас најпрво би посакал да продолжи ваквата добра хидролошка состојба во земјата, да има доволно количина на вода во реките, во подземјето, во изворите, како би се избегнали непријатни ситуации во престојниот летен период, како недостиг на вода за пиење. Но исто така сакам да порачам со водите да се управува, мојот апел е со водите да се управува рационално, да нема залудно губење непотребно на вода, особено на која што можеме да ја користиме за пиење. Како што спомнавме, да не фрламе, да ги смениме тие навики, да не фрламе ѓубре, отпад и шут во самите реки, да не градиме во нивната близина и секаде каде што е можно да се запази чистиот и природен речен тек на реките, со што би се запазила и екзистенцијата на самите екосистеми во нив. Продолжете како Управа за хидрометеоролошки работи да ја следите состојбата, секако ние секојдневно очекуваме нови информации од вас за временската прогноза, нели да бидеме секогаш подготвени. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам и на вас за поканата.